Работодавачите ќе излезат со кратки ракави и со сите проблеми во раце по одлуката за зголемување на минималецот. Иако се разговараше едно, најверојатно ќе се случи друго и целиот товар за зголемување на платите ќе биде ставен на компаниите, а не како што беше договорено дел да преземе и владата, изјави председателката на Организацијата на работодавачи на Македонија Владанка Трајковска. Во актуелниот предлог закон изоставен е делот за субвенционирање на нето износот на покачувањето на минималната плата, што значи целиот терет од зголемувањето на минималната плата ќе биде на работодавачите. Владата го субвенционира износот на придонесите во делот на покачувањето на минималната плата. Вели Трајковска. Со Трајковска се согласува и Ангел Димитров, кој потенцира дека ова што сега му се наметнува на стопанството не е добро за никого. Што сум сигурен дека ќе донесе негативни последици во бизнисот и во падот на продуктивноста на добрите работници, а потоа и во напуштање дел работници кои веќе некои работодавачи веќе го најавија. Бидејќи имаме навистина компании кои едва и преживуваат и со оваа минимална плата, тие најверојатно ќе мора да ја затворат дејноста. Затоа што и ако гледаме текстот на законот за финансиската помош што е предвидена, најверојатно по мои рачуници нема повеќе од 1 милион евра вкупно да се даде субвенција за минималната плата. Освен од компаниите за минималецот кој се искачи на 57% од просечната плата, на реперкусии предупреди и експертот и некогашен министер за финансии Трајко Славевски. Минималната плата не може да се однесува на над 20% од вработените и не може да биде 60% од просечната плата, кога Европската Унија изрично наложува максимумот да биде 50%. Затоа што тоа би придонело најголем број од компаниите во Македонија да затворат или пак остатокот од компаниите кои што се подобри да ја доживеат судбината на бег. Односно, полека да станат државни фирми. Тоа значи враќање назад. Посочи Славевски. Без оглед на сите овие укажувања, новата минимална плата од март е реалност и неа на големо веќе ја прославија од Сојузот на синдикати кои беа и главни иницијатори. Со неа, според владата, околу 80.000 работници во сите сектори ќе решат многу прашања, а стандардот ќе го подигнат на попристојно ниво. Во меѓувреме денес пратениците го изгласаа предлог законот за минимална плата, информира од Министерството за труд и социјална политика. Со предлог законот се менуваат критериумите за годишно усогласување на минималната плата со 50% од годишниот раст на просечната плата и 50% од растот на трошоците за живот, согласно податоците од Државниот завод за статистика. Со предлог измените се предвидува висината на минималната плата да не може да биде пониска од 57% од просечната плата, објавена од Државниот завод за статистика за претходната година. Велат од Министерството.